Теле2. Да се биде македонец. Најпрви ме света работа, а дури потоа проклетство и немир. И не сме македонци затоа што зборуваме на македонски. Не сме македонци затоа што пишуваме на македонци. Не сме македонци затоа што пееме на македонски. И не сме македонци затоа што играме на македонски. Ние сме македонци затоа што многу сме страдале и затоа што мора да се обединиме на македонски. Браќа и сестри, битолчани, дами и господа, пелагониски жители, почитувани гости, добре дојдовте на 11-тиот протестен собир и протестен марш Стоп за депонија во Пелагонија. Се извинувам, уште на самиот почеток сакам да ги поздравам нашите браќа од Прилеп и како гости го повикувам Ачковски Дејан, најпознатиот билкар тревар во Македонија, да кажи нешто повеќе за Прилепа града. Повелете. Битолчани, добра вечер. Че си зборам прилепски, јас поарно можам да се искажам, проштавајте. Значи вака, вие овде 11-ти ви посакувам што побрзо да заврши, ама позитивно кај вас, да не биде како кај нас. Оти ние издржавме некои 10 месеци, секој дневно на барикади. Не еднаш неделно, туку секој дневно. И ова денеска што го гледам од вас, ако имавме ние во Прилеп олку, барем еднаш неделно или еднаш месечно, нашата битка многу порано че беше завршена, немаше потреба ние да седиме 10 месеци. И да не гори сонце секој ден, и во зима да бидиме на минус 20, да мрзниме, се дури бехтелите не се повлекоја да дојдат овде на полпат меѓу вас и меѓу нас. Нашата битка почна сена се од еден човек и тоа што не беше од Оревоец. Значи секојаш некој странец треба да дојде да ти кажи ти треба наваму да одиш или натаму. Тргнавме, верувале или не, само 10 души повозрастни луѓе, дедовци, 80 годишни, седнаја и го одржаја сето тоа, купно бевме околу 40-50. Значи се додека имате и еден човек овде на протести има закана за некого таму, некој што си го дал под кирија местото, така да немојте да се разочарувате. Зошто сме денеска тука? Да ви го кажеме нашиот пример. Оти мечкава не в комши, туку игра и кај нас. Ако горите вие овде, ние гориме следни. Може ќе биде разлика некој 2, 3, 5 месеци година. Инаку, секој втор пациент кај нас е онколошкиот битола, да ви кажам. А како што иди вака, сега ќе биде секој. Се на некој може не му е важно како што гледам овде, како што слушам, секој ден овие 11 средби што ги имате овде. Не му е важно колку и како ќе се умира и шо, парите брзо се троша. Прво луѓето што се овде што ги зеле тие пари, ако ги зеле, карикираме, не живеат на Малта, живе во Битола со вас, на 40 километри од нас. Фамилите нивни да замина некаде, тие пак ќе бидат овде во Битола. Нема да биде на друго место. Што значи некој, некогаш мора да одговара. Сега Господ гледа, нема тука мрдање. Само бидете истрајни. Кога можевме ние 10 месеци со 40 луѓе од кои 10-80 годишници, можете и вие. Со оваа бројка што имате сега тука, негде кај што треба, свети ламбичето црвено, како што ни велеше еден човек што не учеше во Прилеп, а пак бројка над 500, над 1000, тоа веќе алармот свети кај што треба. Не му е сеедно на тие што застанале против вас. Верувајте ме. И 10 да застаните, немојте да се откажувате. Верувајте ме. Гледајте го примерот наш. Може ние не ја добивме војната, ама битката ја добивме. Ако се малце тие луѓе што умира секој ден од Битола, ако треба секој во фамилија да има 2-3 болни, тогаш продолжете.
Значи ќе се обидуваат на секакви начини. Да ви кажам, дојдоа до степен кај нас, идиме на Савајле, вела полиција, ве опколи, горе готово ќе ве апса сите. Одиме горе, брат ми беше прав, за жал. Му се погоди него, парето му се падна, полицијата колата отепа на средина, сите другите се плаша колата на средина. Се истори посебната, море сето маскирани, готово како најголеми криминалци. Оти си ги браневме кујчите, си ги браневме домоите. Како вие денеска уште по свето си ги браните животите. Ако кој ме навага домоиве и животиве, појќе тежи на ова страна. И издржавме, имаше еден пајак, дојде 40 коли, не може да ги крени. Полицијата, началникот се мислеше горе, долу, лево, десно, полека се повлекоја, остаја 3 камиони колку да не плашат. По 3-4 дена му се заканивме со Инфомакс и си заминаја. Кога се исплаши од Инфомакс, тогаш не знам што да речем. И така биткава наша за сега е добијана, ама јас сум сигурен дека нема да се откажат, исто како и кај вас. Оти некој нешто си дал под кирија и сега си го бара некој своето. Многу пари лежат како овде, така кај нас, и то во едно рипче. Џомити материјал требаше за подполнување, ама тоа да ти биде мермер да треба да се вади кај нас. Во мермеру има многу пари, многу милиони, овде може има 20, ама кај нас има 200. И друго има во мермеру, има кај нас се и се што прилепе богат. Фала. Има жолто, зелено, се има кај нас. Прошете по планината, се најдува. Некој и црвено. Некој го претерал то сето со дроно и го надлетуваа цело време над нас. Се знае секоја педа до не знам до колку. Башка водите. Водите се многу важна работа. Никој не ја гледа, ние сме обично, кој ќе кажеме теоретичари, како никој од тие собственициве на базениве што се овде, што земате, што пијаме вода цела Македонија, да не именувам фирми и марки и така натаму, како никој не се заинтересира да дојди да речи, чекај бе, мене работава ми е овде. Париве ми се одавде, работава, екзистенцијата ми е овде. Не, сте во право, знаат многу добро. Не можете да кажете дека не знаат. Денеска е 21 век, има интернет, има телевизија, само еден човек треба да се прати и да му каже извештај се комплет од А до Ш. Овде, ако се загади, ако се контаминира, толку. Ништо не бидува. Денеска исто така интересно прашање, тоа ни го прашува, дали комшиве наши знаеш што ќе се носи тука и што ќе биде. Оти ако ве вати вас чадо сега во моментот и нас, лери не поблиску од нас. Логички. Како нив да не ги интересира нешто да се запри едноставно, да ургираат тие на оваа страна овде. Тоа не можам да го сватам. Значи, ова е што можам да ви кажам и уште една кратка приказна и ќе завршам. Ќе ве поздравам. Се пали шумата, гори шумата и една пчела оди цело време вода, по капка на пожарот. Сите вика, живот не ме шопнеш, ти вика. Што ќе направиш капка со капка? Не е битно, вели, капка по капка, битно е да се знае на која страна сум била јас. Пријатна вечер да имате и не се откажувајте. Господ ќе си донеси ден по ден, собирајте се, секој пат ќе видите нови и нови лица. Друго не знам што да ви посакам. Пријатна вечер. Благодарим. Му благодариме на Ачковски Дејан од Прилепа града. Уште еднаш повторувам, најпознатиот билкар во Македонија. Доколку имате потреба, знаете кај можете да го најдите. За збор ќе го отстапам микрофонот на Никола Танчевски, повелете. Хвала ти, Тони. Ме караа да викам појќе ќе пробам сега и да не стоам пред звучните. Ова и претходната недела беа долги недели за нас, како од аспект на активности кои ги спроведував. Така да сакам еден пресек да ви направам на се што беше сработено, за да ви даме една доза на надеж дека не е се така црно, иако од време на време и ние се наоѓаме малку разочарани за тоа што наместо да си ги живееме работите, треба да се бориме со вакви глупости, што никој во здрав мозок нема да би ги правил доколку ова е нормално општество.
имавме две збеднувања. Тоа беше едното дека на Советот во локалната комисија на Битола тројца од координативното тело сме избрани против двајца административци од таму, значи имаме мнозинство во координативното тело за соработка помеѓу општините за општина Битола. Тоа е една мала победа за нас, но сепак морам да напоменам дека сите други општини што неќат да имат ѓубре имат исто по двајца административци. Така доколку се гласа купно, но сепак ќе пробаме и нив да им објасниме дека има и други начини да се справиме со ѓубрето отколку да се депонира, чисто депонирање да се врши само во општина Битола. Други работи се што, како што кажа Тони, го отвори, предпоставувам, овој собир инспириран од Прилепчани малце, пошто и тоа беше квота од една моја омилена монодрама од прилепски автор. Исто така имавме еден нов официјален адвокат кој што работеше со Бехтел и Енка за да ја добие борбата, и тој официјално се приклучи на нашата борба и рече се што треба ќе направиме и правно ќе ја бркаме таа битка. Значи човекот отворено ќе биде со нас, нема да не советува само, туку ќе биде со нас на барикадите. Моментално не е тука, има некои домашни обврски, но од следниот пат би го повикали и него на говорница. Меѓу другото, тоа што сакав да ви кажам е дека решенија има доста за овој проблем и ќе пробаме сите тие решенија да ги ставиме пред сите очи и уши во координативните тела, во Совет на општина Битола, Совет на општина Новаци и така натаму. Сакаме да ги разбудиме и советниците, иако се знаеме дека партиски се обременети во секој случај, но работата е што сите дишиме ист воздух, сите пиеме иста вода, како што рече и прилепчанецот. Не знам дали е запознаен, но овие подземни езера се далеку поголеми од Охридското езеро и се на далеку повеќе слоеви, значи има езеро под езеро под езеро во Пелагонија и се простират од Прилеп до Лерин, во Костурскиот, дури до Костурскиот слив натаму. Значи ако кај нас се загади, нема само кај нас да биде загаден. Туку ќе биде и во соседните градови и во соседната република. Како пример, тоа што дојдовме исто до заклучок тука, сакам малце да го сватите како едно предупредување од нас, што моментот кога излезе информацијата дека има зголемена радиација во Битола, околу река. Таква информација, иако ја пропагираме десетици одредени личности од Хемиски факултет од Скопје, пропагират десетици години уназад, значи последниве 30 години. Тоа никогаш немаше излезено на јавен медиум. Во моментов излезе на јавен медиум по наша предпоставка заради тоа што не припремаат за нешто. Што е тоа нешто? Тоа нешто е дека ќе се ваѓаат на таа радиација, дека се појавува и претходно од рек, кога ќе почнат да носат најверојатно радиоактивен отпад од цела Европа, за која што владата има подпишано договор за увоз на радиоактивен отпад. Заради ова сакаат да го користат тој момент дека еве и претходно имаше. Тоа нема врска. Има радиација, да, има различен тип на радиација, но не е таква како што планираат да ни дојсат. Никој не се запрашал зошто ни за Европа никаде не се пие водата, заради тоа што е загадена не само токсички, туку и радиацијски. Системот кој што го планираат, како што кажав, е доста застарен, преку 30-40 години. Тоа што сакаме ние да го предложиме е дека секој регион може да си има една, ако веќе нема толку пари за почеток, може би мала депонија регионална, но понатаму сето тоа да прерасне во фабрики за преработка на ѓубре, кај што ќе има скоро нула отпад. Значи под 10% можеме да стигнеме со некои наши иновации. Значи можеме да стигнеме да таа дупка што ја планираат никогаш да не се наполни. Збораме не сега, не никогаш, некако што планираат за само 5 години цела да биде полна. Уште една поента има зашто барам јас лично рециклирачки центар. Во рециклирачкиот центар треба ѓубрето да се оддели. Значи камионите мора да се отворат и да се раздели ѓубрето. Таму има и вработени, има и јавен сектор, и приватен сектор, и комисија за надзор и сите тие работи.
Значи не ќе можат да ни протуркаат скриени буриња и да ни ги закопаат во Пелагонија од француските нуклеарни централи. Затоа бараме центар за рециклажа, за да можеме да имаме транспарентност врз типот на отпад кој што се депонира и самиот отпад да биде преработен, односно да се прочистува и да правиме од него енергија или што и да било друго што можеме да правиме. Како што самите знаете, Битола има најголем степен на заболување од канцер, но никој не збора зошто. Како што воздухот ни е загаден од рек, од пепелта од рек, од сето што дува на сите страни, тоа има целосна студија научна од факултетите од Скопје, дека не само што има тешки метали, има арсеник, има алфа, бета и гама зрачење самата пепел. Таа е под 1 микрон, односно не се ни PM1, PM05, односно кога дишите и кога ќе врвите низ таа пепел или таа паѓа на вас, таа врви низ вас, односно влегува директно во телото, независно колку се миете. Така да, ако ни го зедоја воздухот, сега сакат да ни ја земат и водата. Значи таа вода треба, како што, еве ќе спомнам еден пример, многу банален, што ни го кажа, јас сум малце помал во години од делот аудиториумот, но сепак ни кажа еден пример за зошто зошто на Пелистер, на дел, одреден дел од Пелистер водата не се пие. На одреден дел овој слив што е према Битола не се пие. Има забрането на чешмите, пише забрането. Дали знаете зошто? Бактерии имат. Зошто? Молика имаше септичка јама, најмодерна по сите стандарди, европска, со сите стандарди и така натаму. Таа септичка јама после извесен број на години и после еден или два земјотреси испука и протече и са цел Пелистер ни е загаден горе. Тоа може да се реши, ама никој не го решава. Значи и тоа се решава, ама никој не го решава. Како што се решава и Мегленци. Мегленци имаат тие среќа што ние не можеме да ја видиме. Мегленци е нарамно праена. И не се гледа и седокот од депонијата. Кога ќе врни секојаш, оттаму има црни реки поголеми од Драгород што излегуваат. Али понираат во земјата. Тоа ако сака некој да го види како изгледа, во Врнежлив ден одете во Гостивар или после Врнеж и ќе видите како по цел пат на депонија се слеваат црни реки, како нафта да тече. Смрди и се останато. Цела околина во Гостивар му е загадена. Значи не може да произведат храна, не можат ништо да прават. Истото ни се случва така, само кај нас е локализирано и не го гледам. Имаме уште една работа, што исто морам да ве поздравам, што сите полека се вклучвате доста конкретни луѓе и тоа мене барем ми се допаѓа најпоќе. Што имаме еден пензиониран моментално фотограф, снимач, сликар од на времето, што ни господинот Ромео, што ни донесе некој нов материјал и ново сознание кој ќе го користиме во борбата против оваа локација и против оваа депонија. Тоа е следното. Уште пред 30 и кусура години, на потегот кај што се планира депонијата, односно патот кај што треба да врви, кога се исклучувате од главниот пат, а може би и од другата страна, има значително археолошко наоѓалиште за кое имаме снимени материјали и кое е заведено во Завод и музеј Битола и во Заводот за култура на Република Македонија. Значи, во такво, како низ Хераклеја да правите пат. Значи, тоа не сме и да биде и уште еден джокер во нашиот корнер е тоа. Така да ќе го искористиме и него, сега собираме материјали и ќе го направиме и тоа. Така да одиме чекор по чекор, пробваме да надвратат повторно од новаци, дека не е било уредна документацијата, но тоа нема врска, ќе протуркаме и таа документација и ќе реактивираме тоа што претходно имавте дел земена анкета, ќе реактивираме анкетата, која што ни поможи да ја направиме Тања која зборуваше уште на првиот протест. Тања е единствениот научник на тоа ниво што е конкретно во темата, значи на европско ниво е магистер и доктор на наука. Не си доктор, ама си исто како да си доктор, пошто докторка беше и за онкологија, и за цитостатичен отпад, и за сите останати работи што не нас за сега. Ако таа е загрижена, треба стварно ние да сме загрижени.
На помош на анкетата ќе треба да се соберат преку 1000 потписи, можеби 5000 потписи, со што ќе го кажеме нашето јавно мислење. Ќе речеме јавно дека нашето мислење градот е дека не сакаме ова да се случи. Но на таа анкета имаше уште едно подпрашање. Дали сте за нешто друго? Шо? Модерна, рециклирачка, не депонија, модерен рециклирачки центар со фабрики, што кој ќе се вклучи приватниот сектор и граѓанскиот сектор со различни комисии. Односно, ние ќе бидеме надзорот врз нашите рециклирачки центри. На тој начин ќе бараме дека целиот град и целата околина не се сложва со моменталниот проект. Проект таков во општина во Неготино. Ајде продолжи. Сега да ви кажам, бидејќи јас и Никола по принцип јас ја креирав анкетата, треба вака, давам еден апел, да се заинтересирате сите. Јас напечатив многу, Никола исто напечати многу анкети. Значи, имаме депонирано копија за печатење во книжарницата во Везистенот и во книжарницата овде не знам како се вика до Свети Димитрија. Во Барби. Ќе му речете анкетата што е за депонијата. Зошто ве советувам? Значи, анкетата представува анализа на јавното мнение. Председателот на еколошкото друштво од Неготино, јас со него се советував и тој ми кажа како со анкета, бидејќи анкетите за животната средина произлегуваат од меѓународната Архуска конвенција. Во сите жители на земјината топка, според меѓународната Архуска конвенција, имаат право да бидат информирани за околината во која живеат и имаат право да учествуваат во креирање на проектите во средината каде што живеат. Значи ние ништо не си бараме преку леп погача, ние си го бараме правото кое ни произлегува од законска конвенција. И таа анкета е креирана според таа Архуска конвенција. Има прашања, како што ви запозна Никола, дали знаете за градењето на депонијата, дали сте запознати со тој проект, дали сакате да се гради, дали знаете дека постојат нови технологии и така натаму. Анкетата представува анализа на јавното мнение. Ако поголемиот број, односно голем број, јас во сите анкети што отидов по луѓето да ги подпишат, сите беа не. Немаше еден што одговори анкетата дека се согласува да се гради овде депонија. Значи, ако анкетата е составена по пол, по возрастни групи, значи различни возрасти, по припадност, некој може да е македонец, не мора да е турчин, албанец, било што и да е. Значи не е важно, меѓутоа, ако анкетата ја имаат одговорено различни луѓе од различни возрасти, од различни националности, ако сите се за не да се гради, значи јавното мнение преку законската Архуска конвенција учествува во животната средина каде што живее и не се согласува да се овде гради таква депонија. Со анализа на анкетите се составува документација, се поднесува во Министерството за животна средина и се бара да се поништи проектот, да си бара друга локација. Ние немаме право и не е наша задача ние да кажуваме каде да изградат. Тие треба да сработаат, тие треба да направат анализа на Македонија, каде има мртви подрачја, каде што не ќе загрозат ништо, нити земјиште, нити води, нити археолошки ископини, нити живото на човекот. Значи рачунајте тие жители што се населата сега околу Мегленци, како е така, таму. Јас 3 години имам работено во Новаци во амбулантата здравствена. Знам каков снег паѓаше. Знам, сив снег паѓаше. Да знаете. И ова што напомена Никола, да се подсетиме уште еднаш. Алфа честички нема период во годината кога не се над нивото. Јас правам секој пат, не е радиоактивно, него алфа честички има секојаш над нивото. Радиација сега така нема, меѓутоа спомната е радиација од рек, а нема радиација, ради тоа што тие владата има подпишано, мислам дека во времето Филип Чеко беше министер, нешто подпишаја за увоз на радиоактивен отпад. Да знаете. Друго, сакам секој од вас да се запраша. Дали знаете каде се депонира медицински отпад?
Каде се, знае некој кај се носи, например, медицински отпад од уредо и не ете со прости зборови инекции што клават, дали знаете? Дали знаете кај се депонира отпадо од вакцини што му клават и на возрастните и на децата? Дали знаете од рентгенологија отпадо кај се? Дали знаете од онкологија во битола отпадо што е цитотоксичен кај се одлага? Се третира како медицински отпад. Не е тој медицински обичен отпад, тој е цитотоксичен отпад. Јас знам, јас сум специјалистка по онколошка фармацевтска дејност на европско ниво. Да одите да видите во европските земји, дури и во една Албанија, како се грижат за реконституцијата, за онколошката фармакотерапија, ради шо и процентот на преживување на онколошките болни во европските земји. Нашиот не е споредлив. Кај нас секој, јас имам другарка лекар во онкологија во Скопје. Ја прашувам како си, ми вели како сум, пациент не ми ма преживеано. Ете така сум. Значи направите паралела. Реконституцијската постапка на цитотоксичките лекови е многу важна, бидејќи ако е таја исправна, истовремено персоналот кој ракува се заштитува. Пациентот кој го прима, семејството се заштитува, му се кажува како да постапи. Хигиеничарки, чистачки се и исто така се одлага на специјален начин. Значи, сакам да се замислите сите за овие работи, сакам сите во своето обкружение, колку поголем круг на пријатели имате, да ги запознаите за ова депонијата. Бидејќи на големината на градот на Битола, ние овде што сме собрани сме малку. Ние сме малку. Да знаете дека бројот на починати од онколошки заболувања со прости зборови од рак земено во Битола е најголем во цела Македонија. Можам 3 дена и 3 ноќи да ви изборувам и пак нема да ви стигне. Зато сакам само да ве замолам. Сите да се замислите сериозно на оваа тема, сите да размислувате за можните начини. Не е проблем 3 денари, 5 денари да дајте да ги подигните од овие две копирници, односно книжарници, анкетите, да ги пополните и да ги однесите. Тони, Никола, каде во Везилка, например, можете во Везилка, кафето овде во Безистина да ги ознаете. Ние ќе ги обработиме. Јас себе ветувам, ќе седнам, ќе ги обработам сите анкети. По старост, по националност, со одговори со се. Значи не е проблем, јас ќе ги обработам. Ќе се земам време и ќе ги обработам сите. И ве замолувам сите своите најблиски да ги анимирате, ако треба да ги туркате, на почеток оди тоа со сила, ама после да доаѓат не само на протестите, да испополнат анкети, да се запознаат луѓе со проблематиката. Да не се подсеќаме колку млади имат умрено од разни ракасти заболувања. Подобро да не мислиме така, него сите мозоците да активираме, што можеме да направиме, како можеме да учествуваме за да издржиме и да го поништиме проектот. Толку одман. Hvala Титање. Пред да продолжиме, се кажам дека песната ја имаме веќе тука, една од песните се вика Само вистина и таа не е официјална песна за протестот, ќе следи спотче што ќе направи Бетим и ќе ви објавиме на Facebook, кој може нека сподели. Слушајте, интересна е, добри зборови има, се однесува на целото наше општество, вклучително и на тоа што немаме моментално вистина и сме фатени во некој костец со меѓупартиски расправи. Така да е еден пресек на моменталното општество последниве 30 години. Од мене толку ви благодарам, се надевам дека имаме многу новости со сега натаму. Му благодарам и на Татјана и на Никола Танчевски. Да го надополнам Никола Танчевски. Спомна дека имаме адвокат. Меѓутоа не ви кажа, адвокатот е Прилепски. Срам за битолската адвокатска фела. Адвокатот се вика Жаре Стевановски. Тој е онај адвокат што ги биеше Бехтел и Енка. Нас Бог не поврзува. Од разни области, од разни професии, разни националности, разни структури. Зошто?
Луѓе, ја слушнав и докторката. Нас ни е загрозен животот. Зарем има нешто повредно од животот? Ги споменав битолските советници. Повторно нек има седница на совет по наша иницијатива од координативното тело. Не ни ја ставија нашата точка на дневен ред. Советниците од СДСМ воздржани беа, советниците од ВМРО ДПМН гласаа против, советниците од поинаку и од Левица гласаа за. Шо беше точката на дневниот ред? Да си ги отповикаат одлуките, 4 одлуки со кои е стигнато до формирање на регионалната депонија. Господа советници битолски, за 4 месеци ќе ви заврши мандатот. Си ставате флека за целиот живот ваш. Вашите деца, вашите внуци, доколку не дај Боже се разболат од канцер, ќе ви уринират на вашите гробови. Затоа што закани од материјални или од поинакви добра, не гледате што се случува. 11 пати овдека сме. Кој дојде од вас да не посети? Да речи, чакајте бе луѓе, не е така. Ки изградиме најубава депонија. Дури поубава и од таа што е планирана. Како асфалтот, да го видов и асфалтот. Почитувани, дали некој друг бара збор од вас? Благојче, кај е Благојче? Имаше едно нешто? Бале, тука си? Кај? Пака се. За она што го планираме. Во иднина, печатење на флаери, печатење на лепенки, спонзорирани објави на Facebook и така натаму. Ке ве замелам, бидејќи не сме финансирани како политиката. Во Битола не стои никој за нас политичка партија, структура или било кој, да донирате 10 денари во ова касичка. Координативното тело ќе донира 50 пати повеќе од вас. Не е се проблем парите, меѓутоа сакам да ви кажеме дека во оваа битка сме оставени самите на милост и на немилост. Никој, нити од политичарите, нити од медиумите гледате дека повеќе не идат, па нити од нашата кафеџиска фела не доаѓа овдека да се соочи со вистината, со фактот дека загрозен е животот. Да бев преспански митрополит, господин Петар, ќе му наредев на сите цркви да ги разбијат кампаните, да бијат за тревога. Ајде. Да бијат за тревога, затоа што верувајте луѓе. Не ставајте повеќе од 10 денари, ќе ве молам. Ви благодарам на разбирањето искрено. Не 10 денари ставате. Ова е символично за да сетите да видите дека луѓе нема политика. Бев нападнат на социјалните мрежи и јас и координативното тело, дека сме политичари, дека сме политички платеници и така натаму. Ви благодарам на разбирањето и на соработката. Ајде, Ачковски Дејан, повтор пат. Се друго си кажам, а не можем да кажам, да не ви кажам. Значи, вака, ние си почнавме мирно, скромно, исто како вас, а ама гласо воопшто не ни се слуша. Никога не ни се слуша гласо, се преселивме на магистрала. Не ни се слуша повторно гласо, се преселивме во Прилеп и после почнавме секој ден да си го блокираме патот. Значи, јас не ве учам, ама одете малку на повисоко ниво и ќе видите дека има ефект. Ако не може да помине камионите да носат џубре, тогаш имате многу поголем ефект од ова и овде. Само малку некој треба да прекрши, да собери храброст и да застани напад. Значи, бидете своји на своето, од и ние 10 месеци си седевме
на барикада и имаме до избори изваено 24/7 дозвола дека можеме да застаниме напад и повторно да блокираме. Значи, силата е во народот, а не во власта. Ви благодарам. Благодариме, Дејан. Ајде ќе почекаме нека заврши донацијата. Значи, повторувам, средствава кои што ги донирате ќе бидат потрошени исклучиво намерно. Никој од нас нема да си купи стан со овие пари, кола или мотор. Ќе бидат потрошени за она што ни е потребно. Не сакаме, затоа што има и млади дечки кои што не ги гледате. Кои што не ги гледате, младите дечки во координативното тело кои што работат и тие деноноќно. Не сакаме да ги изложуваме ними на трошоци. Ќе биде транспарентно и ќе има извештај дали неделен, двонеделен или месечен за што е секоја недела, за што се трошат средствата, така да ќе биде како во секоја компанија ќе имате пресек и увид, пошто вие сте народот и вие ќе го имате пресекот, ќе биде јавно објавен за сите трошоци што се направени и сите наменски потрошени пари. Ваши се парите, треба да имате отчет. Истото треба да го прави државата, но не го прави. Не ве ни консултира, ниту ви кажва кај одат парите од данокот. Ќе го плаќаме. Зоки, кажи нешто имаше и ти, те молам. Да ве поздравам уште еднаш и фала многу што дојдовте во толков голем број. Капата е изведена, си речат се криеме со капи. Како да му верваме кога од сега почнуваат со подметнување? Значи сега разбравме дека од Кичево веќе идат камиони со ѓубре во Мегленци. И како сега да му верваме ние нив? Ево, уште не почнато со проектот што го обеќава дека ќе биде сигурен, дека ќе биде европски, дека ќе биде по европски стандарди, и уште од сега почна со подметнување. Значи снимени се и свикани се камионите, уште од сега почна да ги носат од Кичево овде. Не знам, стално велам дека ова не е против ВМРО, не е против СДС, не е политички, ова е чисто се работи за нашето здравје, за нашите животи. Ама не можев да издржам и не знаев како да реагирам кога ги видов сликани сите насмеани како си се спремат за локалните избори. Како кузне што да направи овие 4 години. Па не ми е јасно мене, Кефо и целите си се сликат, си дојдеа во Битола, идат. Како можат да идат во најуништениот град во Македонија? Како воопшто идат? Не ми е јасно како идат. Абе, ние сме виновни, ние се не ќе одат, ако му дозволиш ти одат, ние треба да ги спречиме. Па нема да му дозволиме. Тоа е и најважното нешто што ние нема никој да се откажиме. Затоа го поздравувам колегата, тој ни е колега наш сега од Прилеп. Точно е тоа што го кажа. И еден да има тука доволно ќе бидиме. Ама не сме еден, сме стално се појке и појке. По двајца, по тројца, по пет души да има појке, ние ќе бидеме успешни и никош нема да се откажиме. Се знае дека ќе има блокада на пато. Ние еднаш направивме блокада на пато за Новаци. Исто ќе направиме пак, не знаеме точно кога, али ќе се организираме и ќе го направиме во осетливо време кога тие ќе одат на работа, кога ќе се менват смените. Малце да застанат да видат како е. Полуша кога одат камионите. Да, знаем, имаме информација, имаме луѓе сегде. Така да нема откажање, продолжуваме понатаму. Нема шанси да се направи таква депонија овде да ни ги уништи нашето здравје и нашиот живот и здравјето на нашите деца. Дури сме ние живи, дури мрдаме, од ова нема да се откажиме. Па да видиме кој е поупорен. Дали тие што се борат за парите во джепо или ние што се бориме за животите на нашите блиски. Толку имав јас да кажам и пресреќен сум што нашата екипа се зголемва, пошто јас не сум образован толку, немам факултет, имам само средно завршено, ама имам уличната школа и многу сум среќен што како докторката што такви луѓе се почнаа да ни се приклучуват, нашата екипа се зголемва со постручни и померодавни луѓе. Благодарам до вас и благодарам до сите. И благодариме и ние. Уште еднаш благодарам за донацијата. Имаше прашање. Пополнетите анкети.
Кај да ги доставувате? Тука, кај мене. Кој ќе не видите овдека, доставете анкетата, не е проблем, ќе ја проследиме, ќе ја изанализираме. Кога станува збор за општина Новац и малце да продискутираме. Имаме инсайдерски информации дека нашата одлука, нашиот иницијативен план, односно иницијатива за формирање на референдум ќе биде отфрлен. Зошто? Затоа што, замислете, општината не била надлежна. А кој е надлежен? Браво, млад човеку. Кој е? Општината на Кривогаштан изгледа. Замислете, надлежни се да донесат одлука за формирање на депонија регионална 2600 души, што ќе не гуши нас овде Битола и цела Пелагонија, а не се надлежни да си отповикаат одлуката, односно да распишат референдум на кој што граѓаните сепак се суверен од новаа држава. Не општината надлежна, кој е надлежен? Во совет, краток совет, немавме многу време да се видиме со нашиот адвокат, ќе го видите, млад харизматичен дечко, ќе дојди тука, ќе разговара пред вас. Безпоштедна војна, водеше против Бехтел и Енка, лично го познавам, бев и јас присутен таму кога протестира прилепчени, како што и тие се денес присутни кога протестираме ние. Порака, немојте да се плашите. Плашете се, да, за своето здравје, за здравјето на своите блиски, за неродените. Меѓутоа, тие што вели Никола треба да се плашат од нас. Нема ние што да се плашиме. Во овие изминати месец, 2-3 дена има средби со X политичари, искрено ви кажувам, ги избегавам политичарите, меѓутоа, она што го видов, се заветив дека повеќе во животот нема да комуницирам нити со ВМРО ДПМН советник, нити со СДСМ советник. Затоа што верувајте бре луѓе, мајмуни нас не прават бре. Мајмуни си играат со нас. 30 луѓе, иднината на цела Пелагонија зависи од 39 луѓе. Па срами ја рам да вие бре. Вака сега. Мирно, достоинствено си знајте како, да му посакаме пријатно кафе на кафеджиите, да си го посетиме нашиот народен херој Стив Наумов, па ќе си кажиме нешто таму долу. Ако ја најдам песната, ќе ја пуштам сега. Ова е песната, не ја замислила групата која е. Млади дечки, кои што ја посветија на нашите протестни маршеви. Не знам колку ќе се слуша текстот, меѓутоа тоа е тоа. Благојте! Ајде, знавете, кај!
По 11 пат врвиме на здравје нека ви е кафето, поздравкате. По 11 пат дефилираме покрај вас и ве покануваме да станите дел од отпорот. Викам стоп за депонија во Пелагонија. Наредната среда очекуваме и вие да бидете дел од отпорот, со што ќе бидиме се поблиску до победата. Ви благодарам. Протестниот марш стоп за депонија во Пелагонија. На здравје нека ви е кафето. Меѓутоа ве покануваме наредната среда. Излезете, бидете дел од заштитата на вашите животи и на вашето здравје. Бидете дел од целот кој се вика стоп за депонија во Пелагонија. Ви благодарам на разбирањето. Почитувани битовски сограѓани, 11 пат се разминуваме со вас, ме наблюдуваме како што ме наблюдуват и вие нас. Ние сме марш протест, стоп за депонија во Пелагонија. Значи, ве покануваме наредната среда, во 20:00 часот,
пред площад Магнолија, да застаните да се борите за своите права, своето здравје. Имате удава вечер. Не гледайте така чудно, ние не сме туристи од Турција, да гледаме и на Кемалата турцевици да не му го првија. Ние сме битолчани појки од сите и овде живееме заедно со вас. Ние сме протестни од нас. Стоп за бетонијавото Магнолија. Да покануваме наредната среда во 20 часот. Площад Магнолија, борете се за вашиот живот, вашето здравје. Имајте убава вечер. Како чуне народ се битолчани, малке да зароби, здрав кости и шега. Почитувам вам свету, 11 пат се разминуваме. Ние сме протестни од марш. Стоп за бетонијавото Магнолија. Го покануваме наредната среда, од 20 часот площад Магнолија. Идете дело докторот, кој што сака да стопија изградбата на регионалната бетонијавото Магнолија. Имајте убава вечер.
по 11 пат се разбираме тоа. Ние сме протестниот марш Јука Стот за Македонија во Пелагонија. Се покануваме на летната среда, 20:00 часот, во штаб Магнолија, местото каде што треба да бидете присутни, каде што ќе се борите за собственото здравје, собствените животи. Имајте убава вечер. Јаготки нема да има лазима. Ова лето. Придете таму. Почитувани браќа и сестри, ќе заборавев најважното. Пуштивме спонзорирана објава, младите дечки го направија тоа. Таа објава колку не видо 40-50 илјади жители Питолчани и Новачани во објавата. Предпоставам дека и сите ја видовте таа објавата, спонзорирана беше. Едноставно не можете да промашите, затоа што е стоп за депонија на Словена објавата. Значи, ако сме општина од 90.000 жители, рачунајте дека не видо 40-50 илјади жители. Тоа што не се присутни овде е одраз на нивното висока развиена колективна свест и едноставно апатија. Меѓутоа тоа не значи дека наредниот протестен собир нема да бидат дел од нас. Наместо 400 ќе се креваме, ќе видиме 500, 600, 700, 800, 1000 можеби ќе стигнеме, некојаш можеби 100 ќе видиме. Меѓутоа ги слушнавте како што рекоа нашите браќа од Прилеп, еден да е, вреден да е. Да знаеме за што се бориме и да му кажеме јасно и да му порачаме гласно. Стоп за депонија! Дали некој бара збор? Дали некој бара збор? Има некој нешто да кажи? Ајде од младите, гледам доста и млади денес има. Баш ме радува. Така е. Значи, ќе размислувам интензивно за блокада на патот. Сакаме да го блокираме кај француски гробишта, за да не може ни пиле да прелета, да извршиме притисок
да блокираме некаде 600 возила од Рек Битола, лесни коли, да блокираме некаде 200 до 300 камиони, цистерни и така натаму и така натаму. Со што ќе извршиме притисок. Меѓутоа ќе ве молам, на денот Д, нема сега врни, сега ми се спие, сега детето да го земам од на физкултурно од ова од она, значи посветете се на денот Д кога ќе дојди, ќе се организираме ако треба и со возила и ќе одиме, ќе го блокираме патот. Мора, ние сме тие што треба да го блокираме патот. Нема други. Ги видовте. Си пијат кафе, нека пијат. На здравје нека му е кафето. Ќе бидите известени значи за тоа. Нареднава недела ќе се сретниме уште една со адвокатот Жаре Стевановски, запаметете го добро тоа име. Или ќе се прослави со нас, или заедно ќе пропадниме сите. Пример. Човекот се одважи, верувајте. Човекот се одважи од Прилеп, замислете, ангажираме адвокат. Зашо бре, не знам што размислуваат нашиве адвокатски канцеларии. Парите се трошат, животот е еден. Дали некој друг бара збор? Ајде повторно, Татјана. Јас сакам само уште еднаш да ве замолам. Сите да се размислите, ако треба со сила, секој ваш комшија, синој, ќерки, снаи, роднини, запознајте ги со нештото. Запознајте ги да почнат да мислат. Видовте на Широксо как поминавме, млади полни седнати по кафулината, мува не ги лази, како 3 грама мозок. интересира, ништо не ги 3 интересира. грама мозок дали имат да се праша. Зато вие, еве, земете си задача секој. Јас, например, на секој во зградата, во сандучето ќе му ставам анкети. Не знам, некако размислувајте, не да само да плюкаме, туку што можеме да направиме. Значи, Да се го ја- помогни. Да ја постигнеме целта. Во тој смер размислувајте. И анимирајте ги луѓето околу вас. Хвала. Ви благодарам. Ајде уште еднаш. Не можам да не ви кажам колку позитивно сум ви љубоморен. Секоја ви чест, блазо е мајка што ве родила. Олку да имавме луѓе ние, во една недела ќе си го решиме проблемот. Не се предавајте, немате представа што се случува сега таму кај што треба да го засегни некого. Верувајте дека не му е сеедно. Таму има, овде има некој што број што ве преброва, што не снима сега. Кој ќе го предат извештајот таму нема да му биде сеедно. 200, 300, 400, 500 луѓе. Имате овка. Ало, овка тие и претходна, ама со секој следен собир се повеќе и повеќе. Секоја ви чест. Не знам што да кажам друго. Стоп за депонија во Пелагонија. Ви благодариме на сите што бевте присутни на вечерашниот 11-ти протестен собир и протестен марш. Посебна благодарност до браќата од Прилеп. Се гледаме нареднава среда, 20:00 часот на истото место. Пратете ги Facebook страната и Facebook групата. Информирајте се. Секој можете таму да постирате се ше поврзано со депонија. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од овој протестен собир. Се гледаме наредната среда. Секој е добро.